Нови солени цени на млечните производи веќе пристигнаа во маркетите. Станува збор за сирењето, кашкавалот, јогуртот. Па така, на пример, ако јогуртот досега се продаваше по цена од околу 70 до 80 денари, од сега ќе чини околу 90 денари. Кравиот кашкавал кој досега одеше за 500 денари, сега ќе изнесуваше 100. 1 килограм овчи кашкавал ќе се продава за околу 900 денари, мешаниот за околу 700, а кравиото сирење ќе добие нова цена и таа ќе биде 400 денари, додека пак овчото ќе се продава за 100 денари повеќе, ќе изнесува 500 денари. Сето ова се случува откако инфлацијата падна на 8,4%, ама само на хартија. Во пракса сите цени буквално експлодираа. Тешко, многу тешко. А со ова власт како е почнала, ќе завршиме удоле скроз. Све, од бресква до било што е огин, значи неверојатно скапо. Многу е скапо, премногу е скапо. Да. Се издржува или? Па зависи за кој како. Некој може да издржат, некој не може да издржат. Само минатата недела дел од производите се зголемија за околу 30 денари, а веќе од сега се дополни со плюс 15 денари конкретно на цените на млечните производи. Како што за Алфа потврдуваат некои од поголемите маркети, ова се случува затоа што немало доволно домашно производство. Инаку освен ова поскапување, на новата цена на производите ќе се додаде и маржата која од 1 јули годинава веќе не е замрзната. Тука влегува и данокот на додадена вредност од 5%. Претходно државната статистика покажа дека за една година храната поскапела за 12%. Најголем пораст имало кај зеленчукот од 21,5%, а кај овошјето од 17,7%. Покрај храната поскапело буквално се: струјата, горивото, потоа кафето во кафетерија, па дури и паркинг услугите. И додека кај нас високите цени на храната и енергенсите силно удираат по джебот на граѓаните, нема никакви мерки за колку толку да се ублажи ценовниот шок, па така земјава и натаму останува меѓу лидерите по сиромаштија.